На Социјалдемократскиот сојуз на Македонија му пречат дата центри, медиуми, инвестиции во секторот на високата технологија. Од Бихачка обвинуваат дека европските интеграции се стопирани, дека земјава е во прегратките на српскиот свет и дека е далеку од патот што води кон Брисел. СДСМ обвинува и за катастрофа во земјоделието, здравството и индустрискиот сектор. Може да се слушнат и пораки дека актуелната власт не знае да се справи со пожарите, а предходно и со обилните врнежи. Венко Филипчи и неговата СДСМ секојдневно ја критикуваат работата на владата, но кога на дневниот ред ќе дојдат предвремени избори, тогаш социјалдемократите не ги бараат, со образложение дека не сакаат на власта да ја послужат како алиби за распишување на парламентарни избори во Македонија. А не можете секојдневно да тврдите дека владата ја води државата во погрешна насока, дека се е катастрофа во државата, дека власта треба да се замине и кога ќе се споменат предвремени избори, одеднаш да не сакате избори. Туку да излегувате со една теза дека нема да бидеме алиби за предвремени избори на Мицковски. Всушност не е ништо друго, туку само еден политички изговор. Професорот Кекеновски смета дека опозицијата секогаш и во секој момент треба да биде подготвена да оди на избори и да има подготвена алтернатива на актуелните политики, бидејќи само така ќе може да ја освои власта. Не може изборите да бидат постакувани само тогаш кога ви одговара политичкиот момент, кога сметате дека сигурно ќе победите, а не потребни кога не ви одговара политичкиот момент. Опозицијата во секој момент мора да биде спремна на избори, мора да има алтернатива за секое едно прашање, еден проблем кој што го актуализира и таа алтернатива постојано да изнесува пред граѓаните. Ставот на владината коалиција е дека мандатот даден од граѓаните треба да се одработи до крај, но доколку опозицијата побара предвремени избори, тогаш владеачките партии се вољни тоа да го овозможат.